зборувам за успех. Сега, прво што е успех? Успех е доваѓање до некоја цел. Успех е доваѓање до нешто кое што си зацртал. Значи, успехот за да се деси, ти прво мора да имаш цел. Ако немаш цел, немаш успех. Гледате, успехот уствари е нешто кое што ние треба да го достигнеме и да го преуредиме нашиот живот во однос на сликата која што сакаме да, односно која што ја имаме во нашиот ум. Ако ние немаме слика во нашиот ум, со други зборови немаме цел, немаме визија, немаме идеја, тогаш не можеме да кажеме дека имаме успех, поради тоа што дефиниција за успех е постигнување на некоја цел или нешто кое што имаме намера да го постигнеме. Сега, што е интересно, зборот успех на англиски е success, но доаѓа од два латински збора su и cedere, да оди до. Значи, фактички, гледате, кога имате некоја цел, success или успех е постигнувањето или да стигнеш до нештото кое што си го зацртал како идеја, кое што си сакал да го постигнеш, кое што сакаш да го добиеш како нешто, како твоја идеја, како проектирана слика, и она што се обидуваш да направиш е тоа што си го направил во твојот ум, да го рефлектираш во фактички во реалниот свет. Така да, фактички што е успех пресликување на умствената слика во реалниот свет и креирање на нешто кое што сме сакале, сме го замислиле во умот, да го направиме горе-доле да има некој тип на одраз во физичкиот универзум. И многу често луѓе затоа и не се среќни, поради тоа што имаат слики, имаат визија, ама не работат на правење на деловите од физичкиот универзум да кореспондира со умствената замисли и умствената визија, но многу често тоа е поради тоа што или немаат план, или не се истрајни, или не работат на тоа да стигнат до нешто кое што на кој што се посветени да дојдат до тоа. Сега, она што е интересно е, денеска ќе зборувам, ќе имам некои цитати, сакам да ги читам, дадени работи кои што мислам дека се интересни да ги видиме, тоест да ги обработиме. Прво, многу е полесно човек да дојде до успех ако го работи тоа што го сака или мисли дека има талент да го работи тоа што го сака, зашто поради тоа што кога човекот има љубов за тоа што го сака, многу поголем е фидбекот од приближувањето кон целта, поради тоа што тоа кореспондира со тоа што си ти, отколку ако имаш некоја цел која што не ја сакаш, иако и да имаш цел која што не ја сакаш, ако станеш добар во постигнување на тие цели, надминување на препреки кои што се на патот до постигнување на целта, ти сега ќе се чувствуваш многу убаво. Поради тоа што правиш напор, поради тоа што даваш енергија кон некоја цел. Прво сакам да кажам нешто, ние како духовни битија, како ум, како душа, ние не можеме да се измориме доколку даваме енергија кон некоја цел. Луѓето сакаат да се одморат. Ама ќе ви кажам една работа, луѓе кои што немаат цел и ништо не работат се многу поуморни од луѓе што имаат цел и многу работат. Ајде да го повторам тоа. И ќе ви објаснам зашто. Луѓе кои што напорно работат на цел што ја сакаат и вложуваат енергија во цел која што е важна за нив, која што ја сакаат они да ја постигнат, се многу помалку уморни отколку луѓе кои што немаат цел и ништо не работат. Тие се многу уморни. И ќе ви објаснам феномен еден. Ќе го цитирам тренерот Бојан Диков од АТГ Македонија, поздрав до АТГ Македонија. И Бојан Диков вели, енергијата се ствара кога човекот ја троши. Енергијата се ствара кога човекот ја троши таа енергија. Сега, кога човекот ја троши таа енергија кон некоја цел, он уствари ја ствара енергијата. Зашто ако видите некој човек кој што напорно работи на нешто што го сака и ги надминува тие препреки. Сега ќе дадам една дефиниција за среќа од филозофот Хабард, вели тоа е емоција на прогрес кон некоја посакувана цел. Или вели надминување на непознати препреки кон позната цел. Значи имаме непознати препреки, ги надминуваме кон некоја позната цел, тогаш сме среќни. Поради тоа што се доближуваме до целта. Ако ние видиме дека имаме прогрес кон нешто,
кој што го сакаме. Ние не можеме да не сме среќни. Гледате, јас зашто сум среќен на овие лајови, поради тоа што ќе ми пишете коментари, доаѓаат луѓе да работат со мене, гледам дека им се сменува животот. Денески имаш еден клиент кој што после завршување ми пише многу убав коментар за сесијата и така натаму. Така да мене тоа ме прави среќен, ама зошто? Поради тоа што мојот напор, моето нешто кое што го вложувам, гледам дека помрднало нешто или дека дало некаков резултат без разлика какав е. Ако вие работите и не гледате дека има напредок, можно е да се демотивирате, но тука е проблемот. Поради тоа што напредокот кон некоја цел не секогаш се гледа од одма. Со други зборови, човекот може да на почетокот работи многу повеќе и да има мало помрднување и после како продолжува да работи, можеби после година, 2-3, со мали акции да прави многу поместување. Но луѓето не доаѓаат до тој момент каде што со мали чекори прават многу поместување, поради тоа што не го поминале тој дел каде што со многу акции има малку поместување и обично тоа е на почетокот. И обично такви се и почетоците, за да човекот направи нешто и да има многу ефект врз околината, да направи околината да ја промени така натаму, он мора да е посветен на некоја цел, не само еден ден, не само 2 дена, не само 1 година, него едноставно да е посветен на нештото со многу години и со многу труд и така натаму. Мојата емисија, која што оди на TV24 е веќе 10-та година. Не знам колку емисии се тоа, 500-600 емисии снимени, колку лајвови имаме направено, не знам, ни ја не ги бројам, сигурно се 1000 лајвови. Знаете, на некој човек до 1800 да го натераш да брои, некојаш ќе му е тешко, ама ако вие се посветите, ако долго работите на нешто, ја гарантирам, подпишувам дека ќе имате успех. Поради тоа што така е, кога ќе видите луѓе кои што долго работат на нешто и се посветени на некоја работа со долги години, тој човек мора да биде успешен. Поентата е дека се посветил долго време на некоја цел, а само по себе тоа е благодет. Ако се посветиш на нешто долгорочно, на некоја цел долгорочно, со години, тогаш ти имаш многу стабилен живот, имаш многу едноставен, убав живот, имаш многу дисциплиниран живот и го градиш својот карактер и градиш многу добри вештини во твојот ум, во твојата душа, затоа што си посветен на некоја цел. И знаеш кај одиш, и знаеш што сакаш и така натаму. Но реков дека е многу полесно ако човекот ја сака целта, поради тоа што прво ќе има повеќе мотивација, ќе има многу повеќе волност, затоа што гледате што е волноста. Волноста е ширење. Волниот човек секојаш ќе најде решение. Ете, волноста секојаш ќе најде решение. Неволниот човек нема да најде решение. Неволниот човек нема да најде решение, зашто неволен човек бара изговори, тој креира проблеми. А волноста секојаш бара решение, зашто волноста е ширење на душата. Ако видите дека имате некој, ајде да се вратиме на почетоците на релациите, да се вратиме на почетоците на врските. Абе, зашто све функционира? Абе, он кога ќе се рашеви како душа, абе, све и разбира, цела фамилија и разбира. Цела фамилија и разбира. Ме разбирате, затоа што као еден огромен балон раширен и он све фаќа у нејзиниот универзум. Она ги разбира, и мајка му, и татко му на почетокот, дури и сестрата ја разбира, ма сите ги разбира. Зашто? Почеток е раширена и она, енергетски, со душата, со умот, све може да опфати. Зашто? Зашто има волност. Но што се случува кога се изгуби волност? Човекот се смалува, и она што се случува, нема ширина за да се разбере другата страна. Наједноставен пример зашто релациите на почетоците се многу убави и лесни и зашто после тоа не се, затоа што волноста се губи во процесот на нерешавање на проблеми. Сега, ако човекот има некоја работа која што многу ја сака, тоа гледа он е волен, он се труди и таа волност и трудење секојаш ќе најде решение. Кога човекот нештото му е наметнато, он ќе искрира проблем затоа што ја драматизира неволноста, он ќе ја покаже неволноста затоа што нема љубов кон целта. И кога некој човек нема љубов кон целта и не сака нештото да го прави, он ќе покаже тоа со тоа што ќе крира проблеми. Сте виделе некој неволен работник, тој само проблеми бара. Волниот работник секојаш бара решенија и затоа е тешко да споиш волни и неволни работници, зашто неволните работници ќе ги избркаат волните работници, затоа што ги има преку глава од глупи проблеми, затоа што не сакаат волните работници со глупи проблеми
да се расправат, затоа што гледате на волниот работник важно му е постигнувањето. И он кога му е важно постигнувањето, он бара решение. На другиот не е волен и што му се важни му се небитните работи, или ако му се важни небитните работи, тогаш ќе има проблеми. Кога се важни небитните работи, тогаш секојаш има проблеми. Кога се важните работи, тогаш секојаш има решение. Има некоја жена, не ја знам која е убав цитат дала, кога важното не е веќе важно, неважното станува важно, тоа е феноменален цитат. Ама еве моја модификација малку на тоа, ако важното е важно, тогаш нема неважни проблеми. Ама ако неважното е важно, тогаш има многу проблеми. Многу проблеми. Сега, што сакам да кажам понатаму во себе ова? Многу е важна љубовта кон целта, многу е важно да го сакаме нештото. И сега ќе ви прочитам еден цитат кој што го адресираат, односно го даваат на Пикасо или на некој психијатар, Девид Вискот, кој што напишал, вика, целта во животот е да се открие твојата дарба. Да се откриеш. Целта на животот е да откриеш твојата дарба. Вика, работата во животот е да ја развиеш дарбата. Со тоа што дарбата ќе ја дадеш на луѓето, на општеството, на околината, фактички која работиш на твојата цел, ја даваш твојата дарба, тогаш даваш значење на твојот живот. Ете колку убаво. Кога ја даваш на околината твојата дарба, тогаш ти имаш значаен живот. Поради тоа што му даваш значење на животот, поради тоа што ти се кореспондираш со целта која што е поврзана со твојот талент. Ако твојата цел и твојот талент кореспондира, тогаш ти имаш значаен живот и не ти е тешко да ги надминеш препреките кои што се на патот на целта. Поради тоа што си ти кореспондира, тоест твојата дарба, твојот талент, твојата способност вродена од Бога дадена, кореспондира со целта. И тогаш има огромна енергија. Зборував дека секоја цел на која што сме посветени дава енергија. Цел која што кореспондира со твојата дарба не може да замори. Ајде да повторам. Цел која што кореспондира со твојата дарба не може да замори, само енергетски те појачува, те зголемува и ти дава уште поголема мотивација. Цел која што кореспондира со твојата вродена дарба никогаш не може да замори. Напротив, само ќе те прошири, ќе те зголеми како енергетско поле кое што креира убава енергија. Но поентата на овој лайф ми е и малку подруга. Што ми е поентата на овој лайф? Како луѓето да дојдат до успех? Прво, луѓето се плашат од неуспех, но не гледаат дека неуспехот е дел од патот до успехот. Ке го цитира Майкл Џордан. Вели, имам промашено 9000 шута, имам изгубено 300 утакмици, 26 пати ми бил доверен одлучувачкиот шут и го имам промашен. 26 пати Майкл Џордан промашал. Ние памтиме неколку пати кога со Јута еднаш, не знам со кој тим беше, ја реши утакмицата. 26 пати човеков изгубил и вика, јас сум волен да одам од неуспех у неуспех и затоа сум успешен. Он е волен да оди од неуспех у неуспех, затоа е успешен. И сега гледате која интересна работа е. Он бил волен намерно да оди во неуспех. Сега, тоа е клучот на успехот. Сега, ова што ќе го кажам, ќе го дообјаснам, поради тоа што мислам дека, не знам дали ќе бидам разбран. Треба човек да оди во проактивен неуспех. Проактивно треба да креираш неуспех. Зошто? Гледате, затоа што ако ти одиш со проактивен неуспех, денеска добив покана за мотивацијски говор, завчера пак да држам мотивацијски говор. Гледате, овој период, после толку многу работата ќе те најде тебе, затоа што ти си ја барал цело време. Ама сакам да се навратам на еден период каде што имав една статистика, дека требаше на вратата на 4 компании да тропнам, кои што 4 компании ќе ми рекоа дека не се заинтересирани за мотивацијско предавање со нивните вработени, да петата компанија ми рече ќе правиме мотивацијски тренинг. Ама зборувам за многу одамна, ова го работам многу, 20 и кусур години. Сега, гледайте, јас тогаш, кога почнував со мојата кариера, знаев дека требам 4 одбивања да добијам,
за петата работа да дојде ке мене. И тоа што беше интересно, петата компанија која што ја имав именувано дека сакам да и се јавам, за која што претпоставав дека ќе ме вработат, воопшто не беше компанијата која што ме вработуваше, туку пред да се јавам на петата компанија, после 4 унаводници промашување, тоа не се промашување, тоа ми е поентата, ти проактивно го ствараш успехот, затоа што проактивно одиш у неуспех. Целата идеја како човекот да не се разочара од неуспех е проактивно да оди во неуспех. Проактивно. Сам да го бара неуспехот, како Мајкл Џордан вика дај да ја промашам топкава. Имаше, не знам кој беше спортист, кошаркар беше, кој што пред некое време во Евролига даде кош во последна секунда, вика, на што се должи, вика, овој кош даден во последна секунда, вика, дали од вежбање, дали од тренинг, не, вика, од многу промашени шутови у последен момент. Ама истреност да пак го земеш тој шут. И сега, кога видите, човек за да дојде до некое ниво на големина, способност, умствена зрелост, духовна зрелост, така натаму, он не може на секој неуспех у наводници да реагира дека тоа е траен неуспех. Не, тоа неуспехот фактички не е ни неуспех. Но каде луѓето грешат, они не одат во проактивен неуспех. Тука е поентата на целиот овој лайф. Ако идете во проактивен неуспех, ти не се разочаруваш од неуспехот, затоа што дел од целата таа ситуација е да сватиш дека има неуспех. Дражен Петрович, тој бивши кошаркар, еднаш кажа, вели, кога сватив дека не можам да ги победам сите утакмици, поразите не ми стануваа многу тешки. Е сега, во животот е исто. Или, од кој беше цитатот, сега нема да ми текне, ама дал беше од Айзенхауер, или не знам од кого беше, дека успех е да го задржиш ентузијазмот од кој ќе поминеш од неуспех у неуспех. Значи идеш од неуспех у неуспех и го задржуваш ентузијазмот и тоа е фактички успех. Гледате, поентата е, ако ти одиш у креативен неуспех, конструктивен неуспех, проактивен неуспех, ти уствари нема зашто да се обесхрабраш затоа што тебе ти е пресметан ти е неуспехот во успехот. Со други зборови, луѓето не го пресметуваат неуспехот како составен дел од успехот и тука е грешката ним. Пори тоа што се разочаруваат. Ајде да ви кажам пример, наедноставен, банален, без врска. Имате некој дечко кој што не му ја мисли многу. Он не му ја мисли многу. Он знае дека нема голем успех со девојки. Што значи не он дека ќе се додвори се, ќе се пушти на една девојка, па она да ќе му каже, па на друга да. Он се зацатва, он знае. Он знае. Тие се легенди. Од нив може да се учи. Зашто? Дечко знае дека он треба да се пушти на 5 девојки, на шестата дека ќе му каже да. И он на првите 3-4 што им се пушта, она кој ќе мудри у наводници, така викат ми, не е корпа порано, кога ќе откачи, он не се го зема лично. Зашто? Зашто он го искалкулирал тоа, дека тоа треба да се деси за да дојде наредната девојка. А имате друг дечко, некој, ајде да не речам малку со его, каде што идентитетот му е многу важен да го одиш, он идентитет има. И он прва девојка ќе го откачи, леле, он не може да се опорави, он нокдаун 3 дена, зашто оваа му кажала не. Да се разбереме, не можеш секогаш од прва да направиш успех и тоа е поентата на овој лайф за успех. Мора во успехот да искалкулираш неуспех и да сватиш дека е така и ќе видиш дека нема да ти стане многу тешко, ама кога идеш у проактивен неуспех, уствари многу развиваш самодоверба со секој одбивање. Секој одбивање ти развива самодоверба, затоа што да се вратиме на приказнава, ја кога сакав да имам тимбилдинзи и мотивацијски предавања во компаниите, ја морав да потрошам да ги речеме, потрошам во смисол да ги трнам од патот 4 неуспеси за да дое 5-та компанија. И што правев ја? Ја бев многу волен да ги потрошам 4 компании кои што ќе кажат не. Зашто статистички направив статистика. И статистиката беше таа. Секоја 4-та, 5-та компанија кажуваше да. Но што се случуваше? Ја да дојдам до 5-та компанија, да дојде до мене, ја морам да ги трнам 4 компании кои што се на патот до 5-та компанија, која што е компанијата која што кажува да.
Вие мора да ги трнете. Дечко го сватил, он мора да ја трне 3 девојки кои што ќе му кажат не, за да дојде до девојкава која што е позади нив, затоа што таа е четврта девојка која што ќе му каже да. И он што вика, дај трни ги овие 3. Затоа што во животот, за да вие дојдете до некој до нешто што е успех, вие морате да направите rearrangement, морате да направите прераспределување на деловите, на препреките кои што се пред вас и успехот. Затоа што, да го цитирам филозофот Хабард, животот е игра, играта се состои од цели препреки и слободи. Контрола и неконтрола. Сега ти дел контролираш тоа што си ти, затоа што ако го разгледаме овој цитат, вика животот е игра, играта се состои од цели препреки и слободи. Фудбал, сакаме да даеме гол, имаме 10-11 играчи што ќе не спречат, нели? 10 плюс голманот. Имаме слобода да подаваме, трчаме, да. Океј. Имаме ли слобода да, не знам, да правиме замена, да. Ама има и препреки. Не смееш грубо да стартуваш кога дадат црвен картон. Има препреки, има линии, не смееш со рака да играш у кошарката. Цел имаме да даеме кош, имаме препреки 5 играчи. Слободи се можеме 2 чекори да направиме. Така, со топката третиот е веќе кораци, не смееме да имаме повеќе од 5 лични грешки, така надаму. Во NBA 6. Значи има секој игра правила, а тие правила се препреки и слободи и имаме цел. Контрола и неконтрола. Контролата се сведува на тоа што можеме ние да го контролираме и неконтрола не можеш ти да ја контролираш тактиката на противничкиот играч, зашто па тогаш нема да е интересен животот. Се како да имаш ти контрола врз тоа што е неконтролирано? Зашто каде луѓето грешат? Луѓето сакаат да контролираат тоа што не можеш да го контролираат и они развиваат страв. Но така не се контролира тоа што ти не можеш да го контролираш. Ти уствари контролираш тоа што не можеш да го контролираш, контролирајќи го тоа што можеш да го контролираш. Гледате, ако ја го контролирам тоа што можам да го контролирам и се посветам на тоа што можам да го контролирам, тогаш тоа што не можеш да го контролирам, судбината се поклопува повеќе во моја корист. Наједноставен пример, ајде да речеме вака. Ви се случило ли дека кога сте спремни за испит, порано влечевме прашање, се не знам како се више на испитиве, веројатно може би нема ни усно одговарање, ма порано јас знам ќе се спремев за некој испит, абе кај ќе излезам прашање најлесното. Не се спремен за испит, па ќе се падне најтешкото прашање. Ја имав едно мото на медицински факултет, дај се од себе и остави универзумот те изненади. Ама ти ако даеш се од себе, ти ќе исконтролираш таа непредвидливост која што е дел од играта на животот. Ако ти имаш 5 добри тренинзи, супер си одработил на тренинг, сабота ти утакмица, ти имаш голема шанса да ја добиеш утакмицата затоа што си го земал тешко, после ќе се изреди лесното. Ама ти преку дисциплината си го земал тешкото, си бил доследен на твојата работа, си ја почитувал твојата работа, си бил етичен, чесен. Не си мрчал за другите кои што не се, зашто не можеш да ги контролираш нив. Едноставно си работиш својата работа. Она што се случува, одеднаш добиваш промоција. Одеднаш ќе се сретнеш со некој друг човек што работи друга форма на која што им треба вработен како тебе, кој што ќе имаш дупло поголема плата. Тоа не е случајно. Не е случајно. Затоа што ти работејќи етично, доследно, исправно твојата работа, така ги контролираш непредвидливите судбински фактори во твојот живот, фактички ги местиш пак, само што ги местиш преку нормално, логично да се контролираат само тоа што можеш да го контролираш. Ти не можеш да го контролираш, тоа не можеш да го контролираш. Ја во еден лайв порано кажа, замислете има дома некоја баба, аба бабичкава за сите го бере гајлето, и за дедото, и за керките, и за внуците, се шалам, само за зетовците не го бере гајлето, за тие најмногу море. Сега, тоа е како да земал некој 8 узди во раце. Замислете, секој има кочија своја. Дедово кочија, она кочија, керкиве кочија, внуциве кочија и зетовциве кочија, тие по 2. Се замислите, бабава штрап 8 узди земала. 8. Изморена. Абе, бабичке, кој те е крив 8 узди што си земала ти да дриш, тоа не е твоја работа. Она го бере гајлето за сите. Деца дал се азени, дал се настинати, се вратиле од граѓанка, од школа, како поминале, па керкајќи и се напне повар. Што да ви кажам? Океј. Го кажав ова на еден лайв или на телевизиска емисија, не знам ни како беше. Се шетам низ Тафталиџе, тука живеам у Тафталиџе и една жена поминува, вика, вие сте доктор Жаре, викам, јас сум. Она ми вика, а јас сум таа со уздите. Викам да ги пушташ одма. Гледате, она се препознала. Она е со уздите. Ако си тој со уздите, ти за све му ја умислиш. За све го береш гајлето.
И она што се случува, на крај се чувствуваш изморен. Ме разбирате? Сега, не можеш ти да му береш гајле за све. Не можеш да береш гајле за туѓи неетики, за како друг реагира врз тебе, зашто некој не те сака, се понаша неубаво кон тебе. Не можеш тоа да го береш ти како гајле, тоа не е твое гајле. Мислам, гајле ако ти си допринел за тоа, ама ако не си допринел за тоа, не е твое гајле. И за многу работи, луѓето се секират и го мислат кој што, уствари, не може да го променат они директно фактот. Ние, уствари, индиректно многу менјаме. Тоа е тоа што сакав да ви кажам. Индиректно доаѓа успехот. Видете, што доаѓа директно? Трудот, препреката, одговорноста. Директно доаѓа проактивниот неуспех. Сега, не бегај ти од проактивниот неуспех. Јави се ти на таа компанија. Дечко кој што мисли уште дали себе на девојка, да бе не се мисли, јави се. Девојкава ако гледа дека има некој дечко кој што е срамезлиш, па она нека му себе на него. Сега, целата идеја е дека одговорноста се сведува на соочување на нешто кое што не е најлесно. Ама само така идеме нагоре. Зашто гледате, кога се качува човек на водно, кога се качи на водно не изморен, ама е енергетски, емоционално и духовно енергетски и телесно фактички, многу подобро состојба од некој што лежи цел ден на кауч. Ама гледате, поентата што ми е во бизнисот, во животот, во релациите, во успехот што сакаш да го направиш. Па проактивен неуспех е и да земеш да збориш во група на луѓе каде што мислиш дека можеби ќе ти се смеат. Ако да, нека ти се смеат. Тоа е проактивен неуспех. Знаете, целата идеја е дека ако човекот оди у проактивен неуспех, да ви кажам друг пример за проактивен неуспех. Кога живее во Соединените држави, трета година средно, отидов таму играв кошарка и во третата година средно не знам да зборам најдобро англиски. Имаше неколку дечиња кои што беа такви деградирачки шегобици, и така да речам, затоа што имате луѓе кои што убава шега знаат да терат, ама овие беа деградирачки шегобици, каде што фактички ми смејуваа за грешките што ги прави во англискиот јазик. Имаше многу паметен професор, наставник, и им рече, вика, не му се смејте на Жарко што греши во англискиот јазик, тоа само значи дека знае уште еден јазик перфектно. Не му се смејте на Жарко дека греши во англискиот, затоа што тоа значи дека знае уште еден јазик перфектно. И ги праша нив, вие на кој јазик грешите? Вие на кој јазик грешите? Луѓето замолчаа. Зашто сватија дека не знаат уште еден јазик. И што тоа направи кај мене? Ме охрабри да грешам во англискиот. Гледате, и во животот е така. Ако ти сакаш цело време перфекционизам, да не сгрешиш, никош нема да го научи животот. Животот е како учење на англиски јазик или странски јазик или било кој јазик. Германски, француски. Гледате, ако ти не грешиш, нема да го научиш. Е така и во животот. Не прави глупи и намерни грешки. Ако правиш намерни грешки, намерно сакаш зло и грешка, тогаш човекот е психопат. Ама не сме такви. Ние сакаме да дојдеме до ненамерни грешки. Сакаме да дојдеме, односно сакаме да дојдеме до цел, ама при тоа, ако направиме ненамерна грешка, ќе си преземеме одговорност. Видите, поентата е дека во животот човекот не може да отиде во животот и да игри играта на животот со стегнато срце, со стегната душа, со понешто, ама и не стегната душа и срце, ама со премногу ригидно, со премногу страв. Затоа што ако ти цело време си устрав да не сгрешиш, ти не можеш да развиеш самодоверба, сигурност и способност. Затоа што го немаш просторот кој што е потребно да освоиш и да победиш во играта на животот. И многу од луѓето се плашат од успех, да ви кажам. На нив им е пореално да се у комфорт зоната цело време, да се мрчкаат, да се негодуваат, затоа што не е својствен успехот за нив. За човек за кој што успехот не е својствен, он прво треба се охрабри да дојде до некој успех, мал успех. Затоа што луѓе кои што им е својствен успехот, они сакаат да успеат повеќе и не се плашат од поголеми предизвици и поголеми успеси. Но луѓе кои што не се научени на успех, они повеќе се научени на комфорт зоната, на барата, на негодувањето, на мрчењето, тоа им е поблиску до нив, отколку успехот. Успешен човек не збори за други луѓе. Неуспешни луѓе зборат за успешни луѓе, односно ги критикуваат. Гледате, успешниот човек е поврзан со успехот. Имаше убав цитат од
од Пешич, српскиот тренер по кошарка, и вели, знаете, нешто тој тип беше дека неуспешните луѓе има целосно реален неуспех, и затоа и успешните сакаш да ги направат неуспешни. А неуспешните луѓе има реален успех, и затоа неуспешните луѓе сакаат да ги мотивираат да станат успешни, они не ги гледаат како неуспешни. Така да, гледате со кој се дружите, човек кој што му е реален успех, он ќе наоѓа решение, он ќе те подигне, ќе те дигне нагоре. На човекот кој што у суштина луѓе кои што помагаат. Гледате, луѓе кои што помагаат. Сте виделе луѓе кои што помагаат колку се срекни, колку се позитивна енергија. Затоа што и човекот на кој што ќе му помогнеш, ти си помогнал некој човек, тој е успех. Затоа што сме помогнале на друг човек. И колку сме срекни кога ќе помогнеме на друг човек, колку сме чувствуваме убаво, колку имаме енергија. А сте виделе човек што не сака да помага, колку нема енергија? Човек што не сака да помага, тој нема енергија. Човек што сака да помага, гледај, фала ти, Елена, човек кој што сака да помага, тој секогаш ќе има енергија. Човек што не сака да помага, никад нема да има енергија, затоа што енергијата зависи од продуктивноста. Колку повеќе продуктивност, толку повеќе енергија, толку побави емоции, толку поубаво се чувствуваме. Да дадам уште еден цитат од филозофот Хавард, вели, продукцијата е основа на моралот, односно под морал подразбираме елан и мотивација. Како ќе речат, нели, деморализирана армија. Таа од пораз деморализиран тим. Морал, в смисол на висока енергија и емоција. Така да продукцијата е основа на моралот. Кога имате луѓе кои што се непродуктивни по цел ден, нема да имаат висока енергија, нема да имаат висока емоција, нема да бидат срекни, поради тоа што не прават продукција. Да се вратам на целта која што кореспондира со твојот талент и со твојата дарба, само ќе ти ја умножи твојата енергија и ќе те направи да се чувствуваш многу убаво, гордо, поради тоа што си постигнал нешто кое што е значајно за тебе. И човекот кој што фактички е во комуникација со целта која што кореспондира со неговата дарба и талент, е човек кој што фактички има многу убав живот, поради тоа што секој ден станувањето му е со некоја цел. И станува среќен, и станува волен, и станува со енергија, поради тоа што е координиран дента. Кога ќе станете, имате некои млади деца, ќе станат од сабајлан 4 сати, не знае што да прави со себе, и веднаш на некоја игрица, телефони и така натаму, поради тоа што не е ориентиран. А зашто не е ориентиран? Поради тоа што не ја нашол собствената цел. Треба да направиме едно предавање како да ја најдеме целта која што кореспондира со нашата душа. Тоа ќе биде убаво предавање. Океј, дечки, ви благодарам, имајте целта која што кореспондира со вас и идете напред, затоа што таа цел никогаш нема да ве избори. Ниедна цел нема да ви избори, само одите напред. Оно што ви изморува е не одење напред дури кон цел која што не ви е најдрага, ама да е конструктивна и креативна мора да е. Ако е креативна, конструктивна и пак не ви е најмила, идењето кон таа цел ќе ве прави да се чувствувате многу побаво отколку неправењето ништо. Имајте убава вечер, се гледаме повторно во петок. За петок не сум сигурен дали ќе имаме лајв, ама како и да е, ќе ви известам. Имајте убава вечер. Поздрав, чао, чао.